19-та седница на Советот на општина Струмица. На 19-та седница на Советот присуствуваат 20 советници и констатирам дека Советот може полноправно да работи и одлучува. Од седницата отсутствуваат советниците Ате Джемемедова, Томе Лазаров и Бобан Малинов. Покрај членовете на Советот на седницата присуствуваат Коста Јаневски, градоначалник на општина Струмица, известители по точките од дневниот ред, представници на општинската администрација и представници на средствата за јавно информирање. Почитувани советници, за 19-та седница на Советот на општина Струмица го предлагам дневниот ред што ви е доставен со решението за свикување на седницата. Дали некој ба разбор? Повелите. Благодарам. Почитувам председателя, почитувани колеги светници, почитувани известители, почитувани медиуми. Согласно член 43 од деловодникот на општина Струмица, став 1.3, како член на Советот предлагам предложениот дневен ред да се дополни со поставување на советничко прашање, што е согласно со член 18 со деловникот за работа на Советот на општина Струмица. И тоа прашањето е: барам образложение за бараните финансиски извештаи од дискусиите на последните 3 седници, што до денес не се доставени. А тие се финансиско-должничко доверителски односи на општина Струмица, јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец, Струмица Опен Фест и Струмичкиот карнавал. Благодарам. Благодарам, почитувам председателя. Исто така, согласно член 63 од деловникот на Советот на општина Струмица, став 1.3, како член на Советот предлагам уште едно дополнување на дневниот ред за поставување на уште едно советничко прашање, што е во согласност со член 18 од деловникот на работа. За да го образложам итноста за поставување на ова советничко прашање, ќе образложам дека, бидејќи владата на Република Македонија ги активираше воредните мерки против високото ниво на загаденост на воздухот, и тоа во 2 наврати, по алармантната состојба во општина Струмица, како една од најзагадените во Република Македонија, бараме образложување кои мерки општина Струмица ги има превземено согласно акциониот план, кој што од наша страна беше изгласан и донесен во месец октомври-ноември 2018 година во насока за поттикнување да даваме отчетност на граѓаните за тоа што Струмица превземала во периодите кога нивото на загаденост е алармантно. Благодарам. Дали уште некој ба разбор? Добро. Дали општинска администрација може да даде некој одговор? Во моментот не располагаме со информациите, се преобемни и треба да се... Ние може да ставаме на дневен ред, ама одговор. Ајде, повелите. Бидејќи како што се бараните извештаи, исто и овој извештај, го бараме во вид на советничко прашање, заради тоа што последниот пат кога доставивме советничко прашање, тие во уреден рок ни беа доставени. А кога поставуваме прашање со барање на одредени извештаи во текот на дискусијата, гледаме дека практика е дека не добиваме извештаи и не добиваме одговори, затоа ова го правиме во форма на советнички прашања. Ќе дадам на гласање, може би нели ќе поминат советничките прашања, меѓутоа одговор писмен, бидејќи не е спремна администрацијата, ќе ви даде накнадно, најверојатно. Така го замислувате. Добро. Во ред, кој е да се дополни дневен ред со советничките прашања од Александар Донев и советничките прашања Ели Панова, пак ќе образложат секретарот или градоначалникот, ќе се изјаснат дали писмено или и во кои рокови може да им се даде. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Нема. Значи, да, ќе го спомаме во една, може, нели? Ќе биде 17.
Значи дневният ред вака би изгледал. Първа точка, предлог програма за работа на Съвета на общи Струмица за 2019 година. 2. Годишен план за вървотуване за 2019 година в общинската администрация на община Струмица. 3. Одлука за даване съгласност за обезбедени финансови средства за попълнуване на работни места съгласно годишен план за вървотуване за 2019 година на община Струмица. 4. Предлог одлука за измена на отлуката, утвърдуване на вредност на бода за платите на държавните службеници за 2019 година. 5. Предлог одлука за доделуване еднократна парична помощ за новороденче на подрач на община Струмица в 2019 година и одлука за отогиване на движни ствари на явната установена детска градинска детска радост Струмица. 7. Одлука за утвърдуване на висината на вредността на бонус за пресметуване на платите за вървотените на явно предприятие Струмица газ, Струмица за 2019 година. 8. Одлука за утвърдуване на висината на вредността на бодът за пресметуване на платите на вървотените во явното предприятие паркиралища Струмица за 2019 година. Предлог решение за допълнуване на решението за именуване на членове во Общински съвет за превенция на детското престъпничество на община Струмица. 10. Предлог план за запишуване на ученици во първа година во средните общински училища во община Струмица во учебната 2019-2020 година. 11. Предлог програма за допълнуване на програмата за изработка на урбанистични планове на подрач на община Струмица за 2019 година. 12. Предлог одлука за утвърдване потреба от донесуване на урбанистична планска документация за прошируване на планския ОФАТ за КП брой 2573 и КП брой 2559/1 КАО Банско. 13. Предлог одлука за утвърдване потреба от донесуване на урбанистична планска документация за прошируване на плански ОФАТ за КП брой 7953/2 КАО Струмица. 14. Предлог одлука за утвърдване потреба от донесуване на урбанистична планска документация за прошируване на плански ОФАТ за КП брой 7898/1 КАО Струмица. 15. Предлог одлука за утвърдване потреба от донесуване на урбанистична планска документация за прошируване на плански ОФАТ за КП брой 7756, КП брой 7757 КАО Струмица. 16. Предлог одлука за утвърдване потреба от донесуване на урбанистична планска документация за усъгласуване на намената на градъчно землище за КП брой 771 и КП брой 770 КАО Баница и 17 съветнически пращания от Александър Донев и Ели Панова. Почтени съветници, съгласно член 8.4 став 2 от деловникът на Съветът предлагам по точките съсродни и меѓусебно повързани съдружини да се води заедничка разправа и тоа. Първо предлагам заедничка разправа да се води по точки с реден брой 2 и реден брой 3, относно по годишен план за вървотуване за 2019 година в общинската администрация на община Струмица и одлуката за даване съгласност за обезбедени финансови средства за попълнуване на работни места съгласно годишен план за вървотуване за 2019 година на община Струмица. Второ, предлагам заедничка разправа да се води по точките от реден брой 12 до реден брой 16, относно по предлог отлуките за регулиране на статусът на безправно изградени обекти. Предлагът го ставам на гласни. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържани? Връз основно разпределено гласите, се да са 20 гласа за, 19 за, без ниден против, без въздържан. Донесе заклучок под брой 1 заедничка разправа да се води по точките с реден брой 2 и реден брой 3 и 2 заедничка разправа да се води по точките от реден брой 12 до реден брой 16. Преминуваме на работа по първата точка от дневния ред. Предлог програма за работа на Съветът на община Струмица за 2019 година. Почтени съветници, програмата за работа на Съветът на община Струмица в 2019 година е изготвена съгласно надлежностите на Съветът, пропишени со Законот за локална самоуправа и статутът на община Струмица, како и другите законски прописи и подзаконски акти, во кои се определени надлежностите на единиците на локалната самоуправа. Покрај тоа, предложената програма ја регулира и нормативната дейност, односно донесување на одлуки, решения, програми и заклучици од надлежност на Съветот на община Струмица. Програмата во текот на 2019 година ќе биде отворена и Съветот ќе ги разгледва и сите допълнителни прашања што ќе произлезат од теконото работење.
Во име на Комисията за изработка на програмата на Сојот му предлагам да ја донесе предложената програма за работа на Сојот на Општи Струми за 2019 година во предложениот текст. Отварам претрес по предлог програмата и предлог од Комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог програмата ја ставам на гласник. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спреденото гласи констатирам дека Сојотот со 19 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе програма за работа на Советот на Општина Струмица за 2019 година. Согласно заклучокот за спојување на расправата, преминува на работа по втората и третата точка од дневниот ред. Годишен план за вработување за 2019 година во општинската администрација на Општина Струмица и одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно годишниот план за вработување за 2019 година на Општина Струмица. Годишниот план за вработување и одлуката за давање согласност беа на дневен ред на седницата на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој. Го повикувам заменик председател на комисијата да поднесе извештај даде предлог до Советот. Повелите. Ви благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувани медиуми, почитуван градоначалник. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој на седницата одржана на 28.1.2019 година ги разгледа годишниот план за вработување за 2019 година во општинската администрација на Општина Струмица и предлог одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување работни места согласно годишниот план за вработување за 2019 година на Општина Струмица. По разгледување на горе наведените точки врз основа на одделно спроведено гласење, комисијата донесе одделни заклучоци со кои на Советот му предлага да го донесе годишниот план за вработување на Општина Струмица за 2019 година во општинската администрација на Општина Струмица. Второ, да донесе одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно годишниот план за вработување за 2019 година на Општина Струмица. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по годишниот план за вработување, одлуката за давање согласност и предлози од комисијата. Дали некој бара збор? Повелите, советник Ели Панова. Почитувам председателя, почитувам градоначалник. За тоа што би ги интересирало и граѓаните на Општина Струмица, не интересира и нас, а тоа е дали предвиденото зголемување на платите, што е во согласност со закон, истото е вкалкулирано веќе во буџетот на Општина Струмица за 2019 година, односно дали повторно ќе се створи ситуација да мораме да носиме ребаланс на буџетот за предвиденото зголемување и така огромните средства кои што годишно ги одвојуваме за општинската администрација дополнително би се зголемиле во делот на зголемувањето на платите на општинската администрација, а додека за планираните вработувања моето прашање е ме интересира зошто од вкупно предвидените 23 нови вработувања финансиски средства се предвидени во делот 3 само за 4 месеци, бидејќи ме интересира зошто само за 4 месеци има предвидено средства и дали истите се веќе инкорпорирани во предлог буџетот за 2019 година. И исто така не можам да не искоментирам едно прераспоредување на работните места, односно планирани движења на кадарот во следната година, каде што имаме самостоен референт за евиденција на обуки. Какво е ова работно место, како се евидентираат обуките и бидејќи има и последно оделение за обуки, вика поради образложување за зголемен обем на работа. Ме интересира и сакам да знам за какво работно место станува збор и образложување зошто има потреба од вакво прераспоредување. Благодарам. Советнички за вредноста на бодот е 4-та точка.
Дали сега да ти говори четвърта гранчалнич. Не може да оти па четвърта. Четвърта злат... не трябва да отчитате дневния ред. Предлог за измена на отлуката, утвърдване на вредност на бодот заплатите. Значи това трябва да опрашиш в четвърта точка. А за другото... Тогаш сега за работните места. така. Повелите, гранчалнич. Знаете дека имаме и законска обврска да го донесеме планот за вработување. Планирани се средства и план за вработување за 4 месеци, затоа што по сите реални, објективни можности и услови и состојбе во нашата држава, знаеме дека ќе има председателски избори. Нашите предвидувања се дека и овие можни евентуални пополнувања на овие места, кои што знаете дека се испразнети, како што гледате, по разни основи, по основ на пензионирање, по основ на смрт, по основ на прераспределба во други институции, се ослободуваат доста работни места или остануваат упразнети. Доста од нашите оделенја останаа со минимален или без ни еден член, по еден во некои оделенја има, што на некој начин ја отежнува работата на општинската администрација. Знаете дека општина Струмица е опсежна општина, има потреба од одредени кадри. Нашите предвидувања се дека ваквите евентуални вработувања би дошле реално и објективно најрано во септември месец и затоа се предвидени средства и планирања само за 4 месеци, бидејќи тие нема да се сега вработување, очигледно е дека и не е ни можно, затоа се така предвидени. Сега, во однос на работното место е за обуки, мислам дека тука е... Да, значи, Значи постои такво оделение, само постои оделение кое што е упразнето, нели во друга институција отиде таму вработениот и практично таму е скоро без никој, без испразнето место. И тоа е како да кажа објаснување, бидејќи такво работно место постои и до сега постоеше. Не е ново работно место, можеби така вие сте добиле впечаток. Добро. Мислам дека е тоа, не. Некој друг дали има прашање? Нема. Добро. Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и годишниот план за вработување и одлуките за давање согласно со предлозите од комисијата, поединечно ги ставам на гласни. Прво на гласни ставам точка 2, односно годишниот план за вработување за 2019 година во општинската администрација на општина Струмица. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врсот спреден глас, констатирам дека сојат со 12 за, 7 воздржани, без ниту еден против, донесе заклучок, се усвојува годишниот план за вработување за 2019 година во општинската администрација на општина Струмица. Второ на глас ставам точка 3, односно одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно годишниот план за вработување за 2019 година на општина Струмица. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа спроведеното глас констатирам дека со 12 гласа за, 7 без ниту еден против, со 7 воздржани, донесе одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно годишниот план за вработување за 2019 година на општина Струмица. Преминуваме на работа по четвртата точка на дневниот ред. Предлог одлука за измена на одлуката, утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикувам заменик председател на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој да поднесе извештај и даде предлог до сојот. Повелите. Ви благодарам, председателе. Почитувани, Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој на седницата одржана на ден 28.1.2019 година ја разгледа предлог одлуката за измена на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите за државните службеници за 2019 година. По расправата на горе наведената точка, Комисијата на Советот му предлага да ја донесе одлуката за измена на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите за државните службеници за 2019 година. Ви благодарам.
Благодарам. Отварам претрес по предлог од луката и предлог од комисијата. Ели Панова, па разбор повелите. Моето прашање веќе поставено претходно, бидејќи станува збор воопшто за вработувањата, беше во насока на тоа дали, бидејќи законот за данокот на личен доход и законот за изменување и дополнување на законот за придонеси за задолжително социјално осигурување се донесени во 2018 година, иако владата сега во 2019 година донесе насока и одлука за утврдување на вредноста на бодот, која што е иста на територијата на Република Македонија, моето прашање беше дали во буџетот кој што ние го донесовме за 2019 година веќе имаше предвидено средства за зголемување на платите на општинската администрација, или со ова зголемување ќе се створи ситуација да во наредниот период донесеме ребаланс со кој што ќе треба да се предвидат нови средства во насока на зголемување на платите на вработените на општина Струмица. Добро, значи се работи за усогласување на бодот према трошковите на живот. Јас мислам дека овие средства се предвидени и ако не се предвидени, ќе ги предвидиме во некои од наредните корекции. Сега мислам дека се и предвидени тие. Добро, секторот финанси гледам оти нема тука пристена, мислам оти нема никаква пречка, нити па некоја посебно некоја влијание, тоа се законски можности, корекции, практично не е покачување во вистинска смисла на зборот, туку е корекција на бодот према согласно с големите трошкови на живот, како што е и законски регулиран. Така да тоа би било одговор. Во минатата година ни се случи неколку пати да правиме ребаланс и токму да ги зголемуваме средствата за општинската администрација, што беше дебата и на претходните седници на Советот, и моето прашање беше само во таа насока, дали ќе има драстични драстичен ефект врз оваа мерка во вкупно предвидените средства во буџетот за општинската администрација. Меѓутоа, штом веќе имаме предвидени средства, доколку сметате дека ќе поминеме без пренасочување од тоа што би требало да го вложиме во градот, односно во капитални инвестиции, да не правиме ребаланси со пренасочување на средствата од овие ставки во оваа ставка за вработувањето, тогаш нормално е дека не би имале никакви забелешки. Благодарам. Добро. Дали уште некој или Гранчални сакаш или? Ајде. Едно кратко појаснување, сигурно нема да има никакви посебни импликации на овие, мислам, ако е интенцијата да се намалат капиталните инвестиции во однос на, не знам, зголемување на трошци за администрацијата, апсолутно не. И може би еден краток коментар, значи ребалансот е една дозволена алатка, легална, која се практикува и не мислам дека не треба во некој негативен контекст и тој поим да го сваќаме, бидејќи еве вие знаете дека минатата година, иако еве тој ребаланс е спомнуван дека го направивме во 2 наврати, сепак ако го гледаме вкупниот обем на буџетот, сепак е во една доста обемна форма и доста голем процент од капиталните проекти се застапени во тој буџет, така да не гледам тука некоја опасност од ребаланс кој може би потенцијално и ќе дојде, и мислам оти тоа не треба да го сваќаме, не знам, негативистички дека ребалансот е нешто лошо или е лошо предвидено, напротив, тоа е една алатка која што ни овозможува да ги правилно пренасочиме средствата во наредната година. Мислам дека нема таква бојазност и опасност. Благодарам. Дали уште некој ба разбор? Снежана Таса, повелите. Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани известители, само сакам многу кратко да кажем, ова зголемување не се однесува на зголемување на бодот кој што влие на нето платите.
Тоа е многу минорно и се работи за зголемување на бруто износ, односно во бруто, бидејќи имаше согласно законот за личен доход зголемување, минимално зголемување на придонесот за придонесот за пензиско и инвалидско осигурување и за здравствено осигурување. Автоматски тоа зголемување, што е незабележително и е мало, влие на вкупната вредност на бруто бодот. Во пресметување во бруто износ, нити се работи за зголемување на вредноста на бодот на исплата на нето плата на администрацијата, кој што ќе има негативни влијани, како што рече советничката, може да има негативни влијани врз капиталните вложувања. Значи се работи едноставно усогласување на вредноста на бодот согласно измените на законот за социјални придонеси. Благодарам. Добро. Дали уште некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог одлуката со предлог од комисијата ставам на гласни. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа спреденото глас стенам дека сојот со 19 гласа за, без нитен против, без се воздржан, донесе одлука за измена на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година. Преминуваме на работа по пета точка од дневен ред. Предлог одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на општина Струмица во 2019 година. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикам заменик председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до советот. Повелите. Ви благодарам, председателе. Почитувани, Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој на седницата одржана на 28.1.2019 година ја разгледа предлог одлуката за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на општина Струмица за 2019 година. По расправата по горе наведената точка, Комисијата на Советот му предлага да донесе одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на општина Струмица за 2019 година со следново дополнување. Во член 4, став 1, точка 1 се менува и гласи: лични карти од мајката и таткото на новороденчето и други документи кога новороденчето е со еден родител или без родители. Копија во заграда. Ако може да образложите, повелите, да. Да образложам, значи во предложениот текст на предлог одлуката во членот 4 не беше јасно како ќе се постапува со новороденчиња кои што немаат родители или се во некоја друга ситуација кога не може тоа да биде утврдено, и мислам дека ова е во насока на подобрување на текстот на предлог одлуката. Може да не, може да има старатели, сакам да кажам дека може да бидат починати, значи може да има секакви ситуации. Ви благодарам. Да, правилно така, бидејќи стварно беше малку нејасно, се бараше лични карти од двајцата родители. Така, исправно. Дали уште некој бара разбор? Доколку никој не... Може ли уште на кратко? Може, Само може, еден повелите, коментар. може. Во врска со висината, исто така, јас би сакала да дадам предлог за наредната година да расте согласно растењето на трошоците за живот. Мислам дека сумата исто така треба да биде коригирана. Така, добро. Отварам претрес по предлог одлуката и предлог комисија. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог одлуката со предлог комисијата и со измената ја ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа спреденото глас стирам дека советот со 19 гласа за, без ниден против, без се воздржан, донесе одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на општина Струмица во 2019 година. Преминуваме на работа по 6-та точка дневен ред. Одлука за отогивање на движни ствари на јавната установа детска градинка Детска радост Струмица. Одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикам заменик председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до совет. Повелите. Благодарам, председателе. Почитувани, Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој на седницата одржана на 28.1.2019 година ја разгледа предлог одлуката за оттуѓување на движни ствари на ЈОУДГ Детска радост Струмица.
По расправата за горе наведената точка, Комисијата на Советот му предлага да донесе одлука за оттуѓување на движни ствари на ЈОУДГ Детска радост Струмица. И тука ќе си земам право на збор да прокоментирам малку. Да. Откако ги разгледавме материјалите, Комисијата даде добронамерен предлог и до администрација, но и до сите институции кои што поднесуваат до нас такви предлози, записниците да бидат појасни и надополнети со вредност на тие движни ствари. Така, Благодарам. Добре. И тука е забелешката на место. Значи, во иднина да појасно да ги дават извештаите за отпис на некои предмети. Да ги набројат и со финансите колку би коштели тоа. Дали уште некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и одлуката со пред од комисијата ставам на гласите. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спреденото гласи констатирам дека со 19 глас за, без нитен против, без воздржан донесе заклучок се дава согласност на одлуката за оттуѓување на движни ствари на јавната установа детска градинка Детска радост Струмица. Преминуваме на работа по седмата точка дневен ред. Одлука за утврдување на висината на вредност на бодот за пресметување на платите за вработено јавното предпријатие Струмица газ Струмица за 2019 година. Одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локални економски развој. Ја повикам заместник председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до Советот. Повелите. Благодарам, председателе. Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој на седницата одржана на 28.1.2019 година ја разгледа предлог одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на плати на вработените во јавното предпријатие Струмица газ Струмица за 2019 година. По расправата за горе наведената точка, Комисијата на Советот му предлага да донесе одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените на јавното предпријатие Струмица газ Струмица за 2019 година. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по одлуката и предлогот од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и одлуката со предлог од комисијата ја ставам на гласање. Прво констатирам дека советничката Славјанка Михайлович нема право да гласи по точка од дневен ред. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното глас констатирам дека Советот со 18 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан и еден без право на глас донесе заклучок се дава согласност на одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во јавно предпријатие Струмица газ Струмица за 2019 година. Преминуваме на работа по 8 точка од дневен ред. Одлука за утврдување на висината на вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во јавното предпријатие Паркиралиште Струмица за 2019 година. Одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Ја повикам заместник председател на комисијата да поднесе извештај, да даде предлог до Советот. Повелите. Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој на седницата одржана на 28.1.2019 година ја разгледа предлог одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на плати на вработените во јавното предпријатие Паркиралиште Струмица Струмица за 2019 година. По расправата по горе наведената точка, Комисијата на Советот му предлага да донесе одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на плати на вработените во јавното предпријатие Паркиралиште Струмица Струмица за 2019 година. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по одлуката и предлогот од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и одлуката со предлог од комисијата ја ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спреденото глас констатирам дека Советот со 19 гласа за, без нитен против, без воздржан донесе заклучок, се дава согласност на одлуката за утврдување на висината на вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во јавно предпријатие Паркиралиште Струмица за 2019 година. Преминуваме на работа по 9-та точка дневен ред.
Предлог решение за допълнение на решението за именуване на членове в Общинският съвет за превенция на детското престъпничество на община Струмица. Предлог решението беше на дневен ред на седмица на Комисията за мандатни пращания, избори и именувания. Го повиквам председател на комисията да поднесе извеща и даде предлог до съветът. Повелите. Благодарам, председателя. Почитувани колеги съветници, почитувани известители, почитувани представници на медиумите. Комисията за мандатни пращания, избори и именувания на седмицата, що се одржа на 29.1.2019 година, го разгледа предлог решението за допълнуване на решението за именуване на членове на Общинския съвет за превенция на детското престъпничество на община Струмица. Комисията констатира, дека на 15-та седница на Советот на община Струмица, що се одржа на 26.10.2018 година, е донесено решение за именуване на членове на Общинскиот совет за превенция на детското престъпничество на община Струмица. Брой 08/0715/1 от 29.10.2018 година. Службен гласник на община Струмица, брой 15/18. Со единствена забележка дадена во извештајот на комисијата дека во овој совет треба да се именуват и представник од Адвокатската комора на Република Македонија. Адвокатската комора на Република Македонија достави известување број 03/797/1 од 9.1.2019 година до община Струмица, со кое предлага во Общинскиот совет за превенција на детското престъпничество на община Струмица како представник од Адвокатската комора на Република Македонија да биде именувана Вида Матушко. Погоро сето ова наведеното, решението за именување на членови во Общинскиот совет за превенција на детското престъпничество на община Струмица во точка 1 се дополнува со тоа што се именува и Вида Матушко како представник од Адвокатската комора на Република Македонија. Имајќи го тоа во предвид, сето тоа комисијата на Советот му предлага да донесе решение за дополнување на решението за именување на членови во Общинскиот совет за превенција на детското престъпничество на община Струмица. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог решението и предлог комисията. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог решението со предлог комисијата ја ставам на гласне. Кој е за? Кој е против? Дали имам воздржани? През основа спределеното глас констатирам дека Советот со 19 гласа за, без еден против, без се воздржан, донесе решение за допълнување на решението за именување на членови во Общинскиот совет за превенција на детското престъпничество на община Струмица, а во кое решение точка 1 се дополнува со тоа што се именува Вида Матушко како представник од Адвокатската комора на Република Македонија. Преминуваме на работа по 10-та точка од дневниот ред. Предлог план за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во община Струмица во учебната 2019-2020 година. Предлог планот беше на дневен ред на седница на Комисијата за култура, образование и спорт. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до съветот. Повелите. Благодарам, председателя. Почитувани присутни, Комисијата за култура, образование и спорт на седницата што се одржа на 28.1.2019 година го разгледа предлог планот за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во општина Струмица во учебната 2019-2020 година. По обемната расправа и подадените известувања од известителот по точката од дневниот ред, комисијата донесе заклучок со кој на Советот му предлага да донесе предлог план за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во општина Струмица во учебната 2019-2020 година. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог планот и предлог од комисијата. Дали некој бара збор?
Доколко никой не ба разбор, го заклучувам претресот и предлог планот со предлог од комисијата го ставам на гласње. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа спреденото гласи констатирам дека со 19 гласа за, без ниден против, без воздржан, донесе предлог план за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во општина Струмица во учебната 2019-2020 година. Преминуваме на работа по 11-та точка од дневен ред. Предлог програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2019 година. Предлог програмата беше на дневен ред на седница на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до Советот. Повелите. Благодарам, председателя. Почитувани членове на Советот, почитувани известители по точките од дневниот ред, почитувани представници на медиумите. Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата на седницата што се одржа на 29.1.2019 година ја разгледа предлог програмата за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2019 година. Комисијата констатира дека со оваа предлог програма се предлагаат следните дополнувања. Во глава 2 детални урбанистички планови во градот, самофинансирање. Во табелата по реден број 50 се додава реден број 51. Детален урбанистички план за дел од блок 33, урбана единица 4 по генералниот урбанистички план за град Струмица со плански офат со следниве граници. Од источната страна со улица Крстеме Цирков и улица Стив Наумов, од северната страна со улица Вера Циревири, од западната страна со улица Стив Наумов и улица Партизанска и од јужната страна со улица Тошо Арсов. Имајќи го предвид погоре наведеното, комисијата донесе заклучок со кој на Советот му предлага да донесе програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2019 година. Ви благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог програмата и предлогот од комисијата. Дали некој ба разбор? Доколку никој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлог програмата со предлог од комисијата ја ставам на гласење. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа спреденото гласи констатирам дека Советот со 19 гласа за, без ниден против, без еден воздржан, донесе програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2019 година. Согласно заклучокот за спојување на расправата, преминуваме на заедничка расправа по точките од реден број 12 до реден број 16, односно по предлог одлуките за регулирање на статусот на бесправно изградени објекти. Предлог одлуките беа на дневен ред на седница на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата. Го повикам председателот на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до Советот. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата на седницата што се одржа на 29.1.2019 година ги разгледа предложените одлуки за постапка согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти, со кои се предлага утврдување потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште или проширување на планскиот офат, со што се овозможува регулирање на статусот на одделни бесправно изградени објекти на подрачјето на општина Струмица. По увид во предметите, барен за легализација записници од увиди на лице место скици, фотографии, геодетски елаборати и други придружни документација и подадените до објаснување од раководителот на секторот за урбанизам и комунални дејности, комисијата се произнесе по предложените одлуки и донесе одделни заклучоци, со кои на Советот му предлага: под 1 да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 2573 и КП број 2559/7 во Каобанско. Под 2 да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 7953/2 во КАО Струмица. Под 3 да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 7898/7 во КАО Струмица. Под 4 да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за КП број 7756
и КП брой 7757 локал Струмица. И под 5 да донесе одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за усогласуване на намената на градежното землище за КП брой 771 и КП брой 770 локал Баница. Ви благодаря. Благодаря. Отварям претрес по предлог от луките и предлозите от комисията. Дали някой ба разбор? Доколко никой не ба разбор, го заключвам претресвата и предлог от луките со предлозите от комисията поединъчно ги ставам на гласене. Първо на гласене ставам точка 12, относно одлуката за утвърдуване потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за прошируване на плански офът за КП брой 2573 и КП брой 2559/1 КАО Банско. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържани? Върху основа на разпределението глас констатирам дека советот со 19 гласа за, без ниден против, без въздържан донесе одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за прошируване на плански офът за КП брой 2573 и КП брой 2559/1 КАО Банско. Второ на гласния стан точка 13, относно одлуката за утвърдуване потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за прошируване на плански офът за КП брой 7953/2 КАО Струмица. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържани? През основа на разпределението глас констатирам дека советот со 19 гласа за, без ниден против, без ниден въздържан донесе одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за прошируване на плански офът за КП брой 7953/2 КАО Струмица. Трето на глас там точка 14, относно одлуката за утвърдуване потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за прошируване на планския офът за КП брой 7898/1 КАО Струмица. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържани? Върху основа на разпределението глас констатирам дека советот со 19 гласа за, без ниден против, без ниден въздържан донесе одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за прошируване на планския офът за КП брой 7898/7 КАО Струмица. Четвърто на гласен стан точка 15, относно одлуката за утвърдуване потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за прошируване на плански офът за КП брой 7756 и КП брой 7757 КАО Струмица. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържани? През основа на разпределението глас констатирам дека советот со 19 гласа за, без ниден против, без ниден въздържан донесе одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за прошируване на планския офът за КП брой 7756 и КП брой 7757 КАО Струмица. Пето на гласене е ставам точка 16, относно одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за съгласуване на намената на гражданско землище за КП брой 771 и КП брой 770 КАО Баница. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържани? През основа на разпределението гласене констатирам дека советот со 19 гласа за, без ниден против, без ниден въздържан донесе одлука за утвърдуване потреба от донесуване на урбанистичко-планска документация за осъгласуване на намената на гражданско землище на КП брой 771 и КП брой 770 КАО Баница. Преминаваме на работа 17-та точка. Александър, дали ги имаш напишено ти повече барени имаш или да ги запишва секретарят на общината? Да му ги дадеш, или? Айде. И писмо ги ми дадеш. Да. Прочитай ги плюс после писмо. Да не нещо не се запише. Айде. Добро. Значи, финансиско-должничко-доверителски односи на община Струмица, явното предприятие за комунални дейности Комуналец, да. Финансов извещай за Струмица Open Fest манифестацията и карнавалът. Финансовски извещай. Да. Па има? 2018. Беше текстуален. Само извещай. Добро.
Во врска со советничкото прашање кој што преска го образложивме, значи бараме образложување кои мерки општина Струмица ги има превземено од акционниот план кој што веќе го изгласавме и го донесовме во периодот кога беше прогласена, значи и беа активирани вонредните мерки поради високото ниво на загадување на воздухот, и тоа во два наврати од страна на владата на Република Македонија. Значи, ако имало од страна на владата прогласување на вонредна состојба и активирање на вонредните мерки, тогаш требало и општина Струмица да превземе одредени активности кои што ние веќе во акционниот план ги имавме утврдено. Дали истите се активирани и кои се истите? Добро. Добро, и за двете советнички прашања ќе се добијат писмени известувања. За финансиско должничко доверителските односи за општина Струмица, тие се во моментот тек на изработка на завршна сметка, така да ќе бидат брзо достапни, а другите институции ќе добијат лично од мене известување дека треба да ги достават тие финансиски извештаи. И исто така за советничкото прашање од госпогите Ели Панова ќе побарам писмено известување од Оделението за заштита на животната средина. Благодарам. Со тоа констатирам дека се исцрпни точки од дневен ред и во 12 часот и 8 минути ја заклучувам 19-та седница на Советот на општина Струмица.